Јас сум рибар. Шумот на реката е дел од мојот живот. Секојдневно сум покрај река, но она што го гледам понекогаш е застрашувачко. Сеќавајќи се на таа морничава слика на реките и каналите, а потоа и последиците од поплавите, во умот ми се јави дилема. Дали луѓето знаат колку се свесни што прават со фрлањето на отпадот во потоците и реките? И одговорот е свесни, можеби да, но совесни секако не. Токму несовесноста е причина за отпадот и дивите депонии во реките, односно неправилното постапување со отпадот од страна на граѓаните. Луѓето изгледа заборавиле дека водата е најблагородна материја на земјата. Без вода, раѓањето и развитокот на животот не се можни, а тоа значи дека само со помош на водата може да се раѓа и да се развива животот на земјата. Не постои жива клетка како составен дел на секој жив организам која може да функционира ако во себе неја содржи потребната количина на чиста вода. Затоа и луѓето својата екзистенција ја гледале и граделе до некој извор, поток, река, езеро, море. Меѓутоа, и покрај големото значење на водата за човештвото, речиси насекаде во нашата држава, со мали исклучоци постои едно непишано правило. Се што не ти треба, фрли го во вода. Сите живи суштества ја употребуваат водата, но само човекот ја загадува во толкава мера за да не може да се употребува за никакви цели. Си поставувам прашање, зошто луѓето уште од многу одамна, па се до денеска ги депонираат, односно фрлаат сите видови на отпадоци во најблиските водотеци? Најверојатно одговорот треба да се бара според моето мислење во тоа што мислеле дека водата порано или подоцна ќе ги однесе сите отпадоци подалеку од куќниот двор, односно од живеалиштето, не мислејќи дека водата фрлениот отпад ќе го донесе во дворот на земјоделското земјиште на други луѓе кои живеат подолу од речниот тек. Реките загушени од отпаден материјал, повеќе не се тоа што некогаш биле. Тие повеќе не можат да го носат тешкиот товар што човекот им го става на нивниот грб и како резултат на тоа тие излегуваат надвор од речните корита, од речните канали, односно како резултат на тоа тие се немирни, се бунтуваат, излегуваат, поплавуваат, а со тоа ги казнуваат и луѓето. Еден дел од нашите реки престанаа да бидат природни водотеци. Сега тие се претворени во отпадни реки и во отворени колектори. Способноста за самопрочистување на водата е загубена и исчезната, пред се заради разните видови на отпади, големиот број на разни отровни хемиски средства кои се испуштаат од индустријските објекти, од комуналните дејности, земјоделството и од други извори, без да бидат целосно или делумно прочистени. Во вакви водени средини не може да опстанат никакви живи суштества, а уште потешко да се репродуцира нов подмладок. Водите од реките поради енормното загадување не се од поодамна користи ниту за капење, ниту за наводнување. Врз основа на сето тоа, со право можам да кажам дека водотеците во нашата држава се загушени, односно представуваат мртви реки. Се поставува прашањето, како да се живее покрај реките преполни со отпад, покрај реките што умираат? Мора да се има во предвид дека нема здрав живот во загадена и пренатрупана животна средина со отпад и тоа посебно пак во реките, а цената на излевањето и загадувањето мора да се плати со пари или со здравје. А бидејќи пари за оваа цел кај нас нема, цената ќе ја платиме со здравјето. Во летниот период од годината, водата во реките е со многу низок водостој и со далеку помал проток, така што и многу тешко реките во тој период да го носат отпадот далеку од местото на неговото исфрлање. А во летниот период се најголеми активностите на луѓето, па така цело лето се фрла отпад во реките и се чекаат есенските дождови или зимското топење на снегот за да се зголеми водостојот за да барем малку подалеку се однесе отпадот до соседната општина. Податоците што ги најдов од моето истражување за состојбите на водата во реките од извештајот за животна средина што ги има издадено од Државниот завод за статистика покажуваат дека само во 2012 година од индустријата и од рударството во реките се испуштени 4,8 милиарди кубни метри непрочистени отпадни води и стотици илјади метри кубни на градежен, комунален и земјоделски отпад. Се прашувам, дали некој се запрашал, што значат овие податоци и кој е одговорен за тоа? Гледајќи го сето ова, се прашувам, дали постои закон да се спречи ова несовесно однесување? Закон постои, но дали се почитува?
Во Република Македонија постојат закон за управување со отпад, закон за води, закон за животна средина и закон за јавна чистота, според кој секој што ќе биде затекнат да врши одлагање на отпад надвор од определените места ќе биде санкциониран во согласност со законските правила и прописи. Граѓаните се информирани за постоење на законите, уште повеќе знаат дека ќе бидат казнети доколку бидат фатени како фрлаат било каков отпад во реките. Но на терен гледката, како што реков, е сосема поинаква. Купишта и купишта на отпад во реките, ако не е комунален, тогаш е градежен, ако не е градежен, тогаш е семјоделски и така натаму. Дали во борбата за пари од една страна или во борбата за екзистенција од друга страна, луѓето не гледаат што прават, а кога ќе се освестат веќе е доцна. Ќе видат поплавени домови, поплавени фарми, поплавени земјоделски посеви, уништен имот што истите тие луѓе со години и години го печалеле или со тешка работа едва и го спечалиле. Според мене, има неколку решенија за овој проблем. Како прво, државата мора да инициира голема кампања со широка национална акција за чистење на реките, нешто налик на акцијата за пошумување, позната како Ден на дрвото, во која задолжително ќе се вклучат сите граѓани, субјекти и здруженија со цел да ги исчистиме реките од отпадот. Како второ, многу битно е еколошкото образование и едукацијата на младите луѓе. Мислам дека ова е најдоброто решение за соочување со проблемот и долгорочно спречување за фрлањето на отпадот во реките. Со ова се согласува и екоодборот на нашето училиште, која спроведува програмата на еколошка едукација во нашиот образовен систем. Преку оваа програма, а под менторство на професорот по биологија Маријан Ѓорѓиевски, спроведуваме разни еколошки работилници и еколошки активности, каде јас и моите соучесници се едуцираме и воведуваме одредени екостандарди во нашето училиште. Денеска барем младите генерации за среќа имаат можност и начин да се едуцираат за подигање на свеста за заштита и чување на реките. Но што правиме со повозрастните генерации, кои пак имаат огромна вина и одговорност за досегашното загадување на реките? Мислам дека не ни останува друго, туку да ги мотивираме да превземат мерки заедно со нас да ги исчистиме потоците, каналите, реките, а исчистеното потоа да го чуваме и одржуваме. Точно дека младите треба да учат од возрастите, но овој случај мислам дека не е така. Туку возрастните треба да учат од помладите. Како што рекол некој истражувач, успехот на една генерација се мери според тоа колку ја сочувале од себе, од своите постапки генерацијата што доаѓа. Во светот локалните заедници градат посебен однос кон реките покрај кои живееле стотици па и илјадници години, кој нешто е преточено дури на филмови. За разлика од нив, однесувањето кон овој проблем кај нас е сосема спротивно во нашата ни мила Македонија. Овде локалните жители се меѓу најголемите загадувачи на реките, претворајќи ги истите во депони. Како трето, кое нешто би било спроведено од надлежните на државата и би се спровело после завршувањето на чистењето на водотеците, а би било со цел нивна заштита и заштита на исчистеното, е како што постои во многу земји во светот, да се размисли за формирање на еколошка полиција. До спроведувањето на сето тоа, останува само да работиме на промена на нашата совест. Во спротивно, реките ќе се бунтуваат и ќе поплавуваат. Крајно време е да го смениме нашиот однос кон реките, затоа што тие, за ваквиот досегашен игнорантски однос, знаат да ни вратат и тоа како, што и се виде во изминативе месеци.